Окей. Ајде. Сега му даваме збор на селекторот на македонската репрезентација, Благој Милевски. И до господинот Моамед Седини за укажаната доверба, што се однесе до мене, може да ветам само една максимална посветеност во мојата работа, максимална професионалност и вреднување на пред се на човечките вредности на сите нас. Што се однесе до мојот ангажман, нели сега со репрезентацијата, сакам само да искажам дека со натрпение го чекаме почетокот на надпреварите во септемврискиот циклус. Нестрпливо чекам да почне соработката со веќе доста голем број на познати личности, или ликови. И од таа гледна точка сум така само возбуден и едва чекам да се видиме повторно. Се она што ни следи за новиот циклус, морам да кажам само дека заеднички таргет на сите нас ние 2024, но тековните квалификации за светско првенство во Катар ќе дадеме се што умееме и знаеме, се што можеме за да имаме успешни квалификации и да останеме конкурентни до крајот на овие квалификации. Не случајно бев присутен на Европското првенство од единствен аспект што мислам дека реалната слика но на како треба да изгледаме или како изгледавме се тие надпревари што ги одигравме на Европското првенство. Не треба да не залажува победата над Германија, да, секако е супер, одлично. Сме конкурентни во тековните квалификации, но репер и насока по која треба да се движиме и правец треба да не бидат надпреварите одиграни на Европското првенство со противници такви какви што имавме и мислам дека само така можеме да напредуваме. Да не се залежуваме да спиеме на тоа уво што се вели со победата над Германија. Нема ништо да ни значи таа победа ако не бидеме на потребното ниво, посебно во септемврискиот циклус на надпревари. Значи против Арменија, Исланд и Романија. Па секако дека и како ми е добро познат потенцијалот на нашите репрезентативци. Нели многу добро се познаваме, мислам дека имаме потенцијал за било кој систем да се игра. Секако дека ќе се потрудиме максимално да го искористиме сиот индивидуален потенцијал и сето тоа да го ставиме во функција на тимот. Ова не е мој приватен тим, нити мој, нити на мојот претходник. Значи, децата се на Македонија, тие деца веќе не се деца, нели возрастни личности, кој ќе биде повикан исклучиво зависи од нив, исклучиво зависи од надпреварачката форма што ќе покажат во тимот, каде се. Имаме одредени проблеми со одредени играчи кои се уште немаат тим. И пак ќе повторам, на нив е самите, преку игрите во клубовите, да се докажат и да покажат дека се кадарни и способни да одговорат на предизвикот што го носи или што е потребен на оваа репрезентација. Дека ќе има измени, да, ќе има, затоа што нели знаете дека Пандев, Тричковски и Крсте Велковски изразија желба да прекинат со настапите за репрезентацијата и јас користам и оваа прилика да им се заблагодарам за се она што го постигна и што го дадоа за оваа репрезентација за Македонија, исто и на мојот претходник, посебно за афирмацијата на македонскиот фудбал и за настапот на Евро, но времето не можеме да го
запреме, ни следат нови предизвици и мора да се навикнеме на сето она што ни следи без нив. Може би новитет ќе биде во репрезентацијата, ќе ставиме како новитет некој да функционираме многу повеќе како тим и да се ставиме сите во функција на тимот. Сите наши индивидуални потенцијали, дали играчите или стручниот штаб и федерацијата тука и управниот одбор како логистика без која верувате дека не е возможен никаков не е успех, него успешна работа. Ако немате добра логистика позади вас, тешко многу ќе бидете успешни. Така да ќе видиме што ни следи, дај Боже да ни бидат прво играчите сите здрави и способни да одговорат на повикот. Што се однесува да вашето второ прашање околу стручниот штаб ќе ми биде потполно ист, што сработуваме веќе 7 години во U21, секако на тие позиции каде што ни се потребни други професионалци, само ќе имаме како засилување на тој стручен штаб. Јас мислам дека Горан беше категоричен во тоа што го изјави, во тоа што го размислува за својата иднина и во моје име сега благодарност за се она што го направи. Не случајно е легенда на македонскиот фудбал, па јас би рекол и на европскиот, но на мене ми останува само да ја почитувам таа одлука и да направам се за што помоце да се осети таа празнина што ќе ја остави зад себе Горан. И пак ќе кажам дека сите ние во стручниот штаб, пред се и репрезентативците ќе морат да дадат и малку повише од својот максимум за да го минимизираме тоа отсуство на Горан. Што се однесува до Дарко Чорлинов, мислам дека Дарко со своите игри и настапи во прошлиот квалификацијски циклус за U21 покажа потенцијал, квалитет кој веќе ја прераснува таа возрастна граница и репрезентација, така да ќе биде приклучен во репрезентацијата, на него останува да се наметне, дали ќе биде конкурентен со сите, јас верувам и мислам дека е, така да он ќе биде приклучен и член на репрезентацијата. Што се однесува до Адис Јаховиќ, јас остварив средба со Адис, не само со Адис, него со поголемиот дел од потенцијалните репрезентативци ги наречам така. Адис изрази желба да се стави на располагање ако е потребно на Македонија и на македонската репрезентација, и тоа е само сигнал и импулс плюс за мене како селектор и една опција повеќе. Се надевам дека пак ќе повторам дека сите ќе бидат прво конкурентни во своите клубови, а со тоа и ќе се наметнат за позив во репрезентацијата. Секако, Никола, дека тоа времето ќе покаже, но несомнено дека Горан како фудбалер и како личност на теренот ќе фали, но пак ќе повторам дека на сите нас, посебно на фудбалерите, тие што ќе бидат дел од репрезентацијата, ќе остане на нив да го надополнат тоа со својот ангажман, со својот однос, со својата тактичка дисциплина, што ќе биде поставена од наша страна како стручен штаб, за да се минимизира тоа отсуство на Горан. Сега како ќе тоа изгледа или дали ќе успееме во тоа, времето ќе покаже и ќе покажат надпреварите во септемврискиот циклус. Времето е тоа што ние ќе имаме на располагање еден тренинг и плюс официјалниот тренинг за овој првиот собир во септември, затоа што на втори веќе го играме првиот надпревар против Ерменија. Времето е тоа што е, многу е кратко, но пак ќе повторам, ќе го искористиме максимално што можеме. Верувам дека репрезентативците и момците ќе дадат и повеќе од максимумот за да
тој свич да го направиме што безболно. Мислам дека како физиономија на екипата малку ќе претрпиме измени за да го смениме тој начин на посебно во организација на напад, за да не се ослонуваме на еден играч, затоа што тој играч го немаме сега, нели? Ќе видиме повторно ќе видиме како ќе функционира, да не се отвараме сега скроз. Секој си има свој начин на функционирање, секој си има своја филозофија фудбалска, секој има свој начин на работа. Не гледам причина да менувам нешто што функционира, што носи резултати, што е посебно што играчите се чувствуваат добро. За да бидеш конкурентен на ова ниво, според мене, пак ќе кажам, тоа е моje мислење, мораш да бидеш во топ надпреварачка форма. На тие позиции, каде што имаме избор, а сега, за разлика од U21, не сме ограничени со годиште, од таа гледна точка би требало да биде работата наша за стручен штаб, зборам, полесна од тој аспект, и од таа гледна точка дека мора играчот да биде стандарден и во надпреварачка форма, за да може да одговори на тактичките задачи и на она што ќе се бара од него во репрезентацијата. Не гледам друг начин зашто би се повикувал некој кој нема со месеци одиграна надпревар за од надпреварувачки карактер. Стварно не гледам причина и тоа што можам да го ветам е дека максимална професионалност, максимална посветеност и од тој аспект тоа значи дека ќе бидат повикувани тие што се моментално во подобра форма и во надпреварувачка. Пак ќе повторам, ако на некои позиции немаме алтернатива или решение подобро од тоа што е, па макар и да е на клупа во клубот, али тоа се надевам дека ќе бидат многу мал број. Значи, јас бев еден од протагонистите, ако не и најголем, поборник на тоа да не се скокаат селекциите. И тоа го докажав и во минатото, дека моје мислење дека мора да остави секој играч, секој репрезентативец свој печат, свој белег во својата возрастна граница или репрезентација, ќе кажам. Тоа беше случај и со Дарко Чорлинов. За жал, прошлите квалификации, иако Елмаз имаше право за настап, но Елмаз се претвори во еден од носителите на игра во репрезентацијата и тука нема никаква дилема. Сега е исто Дарко, мислам дека оваа репрезентација на U21 е прерасната за него и затоа ќе биде приклучен со А. А што се однесува до Стефан Чолаковски, јас и мојот технички менаџер Зоран Зафиров, првите контакти ги направивме веќе јануари или февруари месец. Он беше спремен да дојде и во март на турнирот во Анталија што беше, но поради ковид мерките во Австралија, знаеме дека не беше изводливо тоа, исто и во јуни на пријателскиот надпревар со Словенија, но за жал не беше во можност да присуствува, има нели со клубот плейоф и освоја шампионската титула во Австралија. Истиот пат важи и за Стефан. Значи мора да покаже дека има квалитет, потребен на репрезентацијата кроз низ игрите за U21. Јован, благодарам за честитката. Што се однесува до Езџен Алиевски, познавајќи го вака, за жал не оставив лична средба, иако имаше желба и од двете страни, значи поради неговото патување во Саудитска Арабија, но познавајќи го знам дека е професионалец, знам дека ако осети потреба и од индивидуална работа ќе ја направи тоа. Што се однесува до неговиот трансфер во Саудитска Арабија, ми останува само и честитки
За изборот на клуб се работи за еден од најголемите, можда и најголемиот клуб во Саудиска Арабија. Првенството е доста квалитетно, со доста квалитетни странци и мислам дека нема да имаме проблем од таа гледна точка. Другиот дел од прашањето се извинувам. Значи сега сме во таа фаза што некои првенства порано, некои покасно почнуваат, но освен на Кипар почнува на 23-ти, другите се порано, на 13-ти, 16-ти. Мислам дека ајде да се надеваме дека сите ќе имаат добра солидна минутажа во клубовите, не знаеме како ќе биде, затоа не можам да ти дадам одговор на тоа прашање. Ни останува да се надеваме дека ќе бидат конкурентни во своите клубови и ќе достигне таа форма што се бара за да имаме успешни настапи во септември. Пак ќе кажам, тоа е релативна работа, зашто како за нас, така и за противниците ќе биде тој септемвриски циклус на надпреварите. Затоа нема оправдание од таа гледна точка. Различно изгледа гледаме на надпреварите. Не би се сложил со вас дека сме играле офанзивно од поставувањето на екипата, како што стоеше на терен, од начин на организација на играта, али пак ќе кажам тоа е у глобал, али пак ќе кажам репер ми се надпреварите на европско. Али пак ќе повторам, секој си има своја филозофија, не навлегувам во некои подлабоки анализи, таа ќе оставам за себе и за мојот стручен штаб, за да видиме заедно со фудбалерите каде може да се подобриме. Она што беше добро, да го задржиме, таму каде што мислиме дека има простор за измени и простор за напредок, да работиме на тоа да функционираме подобро. Адеми има повреда на бутниот мускул. Се надевам, познавајќи го, дека и неговата професионалност и желбата да биде и понатака дел, иако не се изјасни скроз, дали ќе му дозволи повредата да биде на располагање, се надевам дека ќе се залечи на време, дека ќе има барем еден настап за клубот, за да може да ни се приклучи да биде дел од тимот во септември. Значи, дали ќе може да одговори, телото да му одговори на предизвикот што го носи септемврискиот циклус на надпревари, на нас, на мене лично, ќе го чекам до крај што се вели, затоа што е потребен на тимот и ми останува само да се надевам дека се ќе биде во ред со него.